Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во Е-училница на час по математика за прво оделение. Јас сум наставничката Марина Станиславова од Основното општинско училиште Страшо Пинџур од Неготин. Наставна содржина за овој час. Именување на правоаголници, кругови и триаголници, разликувајќи ги по страните, криви или прави линии. Што ќе научиш? Да ги именуваш, препознаваш, разликуваш и црташ 2D формите – триаголник, круг и правоаголник. Да умееш да ги разликуваш 2D формите – триаголник и правоаголник по страните. Да научиш која од дадените 2D форми – триаголник, правоаголник и круг – има прави, а која криви линии. Најнапред ќе започнеме со повторување со веќе изучените 2D форми. Ајде да ги именуваме. Која е оваа 2D форма? Доколку имате потреба, сопрете го видеото и потоа повторно пуштете го. Така, оваа 2D форма е жолт правоаголник. Оваа 2D форма е зелен круг. Оваа 2D форма е син триаголник. Оваа 2D форма е розов правоаголник. Овде имаме светло кафеав триаголник. Зелен триаголник. Кафеав правоаголник. Фиолетов круг и црвен правоаголник. Така е. Што можеме да забележиме? Дека сите овие 2D форми се различни по големина. Така е. Може да бидат помали, може да бидат поголеми, потесни или пошироки. Триаголникот триаголко, кругот тркалко и правоаголникот правоаголко имале проблем. Тие не знаеле кој од нив има прави, а кој криви линии. А исто така не знаеле и кој колку страни има. Дали ќе сакате да им помогнеме? Така е, се разбира. Затоа внимавајте и следете ме активно. Најнапред ќе ја објасниме 2D формата правоаголник. Еве го правоаголникот. Што е она што е важно да знаеме за правоаголникот? Правоаголникот има 4 страни. Еве. Една страна, ова е правата страна. Еве имаме уште една страна, 2 страни. Овде имаме 3 страни. И ова е четвртата страна. Што забележувате, ученици? Дали сите страни му се еднакви на правоаголникот? Не, така е. Оваа горната, легната права линија и долната легната права линија, овие 2 страни кои што се наоѓаат една спроти друга, се еднакви по должина, но не се еднакви со овие 2, така? А пак ова страна и оваа страна се еднакви по должина. И на крај можеме да заклучиме дека правоаголникот има 4 страни. 2 по 2 се еднакви. И правоаголникот е составен од 4 прави линии. Така, ученици. Сега ќе се запознаеме со кругот. Еве. Веднаш можеме да забележиме дека кругот нема прави линии. Гледајте како ние можеме да се движиме по оваа линија на кругот, затоа што тој има тркалезна форма. Не може да има страни. Кругот представува крива, затворена линија. Гледате? Тоа е со затворена линија и нема страни. Ајде да видиме
за триаголникот. За разлика од правоаголникот, триаголникот има 3 страни. Еве ја едната страна, ова тука е втората страна и најдолу ја имаме третата страна. Триаголниците може да бидат различни и по големина и по должина на страните. Може да бидат мали, големи, тесни, широки, свртени и поинаку и обратно оваа линија може да дојде горе, ова остро врвче да дојде долу, но она што е најважно е дека триаголникот има 3 страни и 3 прави линии, кои што се помалку накосени на десно и на лево. Сега да имаме една интересна активност. Ајде да изброиме. Колку предмети во форма на триаголник, круг и правоаголник гледаш на сликата? Ајде. Најпрво ќе ги изброиме триаголниците. Овде кај цвеќето имаме 1, 2 триаголника. Овде кај леталото 3, 4, 5, 6. Кај малите триаголничиња кај опашката на леталото 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 триаголници. Доколку одговоривте дека има 14 триаголници, вие сте одговориле точно. Продолжуваме понатаму со круговите. Овде имаме 1 круг. Овде 2 круга. 3, 4, 5, 6, 7, 8 кругови. Така е, ученици. Имаме вкупно 8 кругови. И на крај ни останаа правоаголниците. На местото на стебленцето на цвеќето имаме 1 син правоаголник. Овде имаме зелен. 1, 2. Значи, одиме 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 правоаголници. Доколку точно избројавте и на овој начин одговоривте, тогаш можам да ви кажам само едно големо браво. Сега ќе имаме уште една активност овде. Гледаме една фигура која што наликува така на дете од 2D форми составено. Ваша задача ќе биде да пронајдете од кои 2D форми се составени сите делови на оваа фигура. Ајде да видим. Доколку имате потреба, сопрете го видеото, размислете, изброите, па повторно пуштете го. Ајде да почнеме најпрво од шеширот. Мојот шешир има. Ајде да видим. Колку правоаголници има на шеширот? Така е, 1 правоаголник. Еве, 1 правоаголник. Колку кругови има? Има 10 кругови. Ајде да ги изброим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кругови на шеширот. А дали има триаголници? Па така е. Нема триаголници. Имаме 0 таму. 0 триаголници и квадрати имаме 1 квадрат. Така е. Ајде да видиме сега на лицето кои 2D форми ги имаме. Моето лице има. Ајде да видиме колку триаголници има на лицето. Колку триаголници има? Така е. 1 триаголник на местото на носот. Колку кругови има? Главата, значи, тоа е во форма на круг, и очите има по 2 кругчења, тоа се вкупно 5 кругови, така е. И на делот кај вегите имаме 2 правоаголници. Така е. Ајде да видиме сега. Мојот врат и рацете се. Еве го вратот, еве ги рацете. Која е оваа 2D форма? Од која 2D форма се составени вратот и рацете? Точно така, од правоаголник.
И колку се вкупно правоаголници? Така, 3 правоаголници. Продолжуваме понатаму. Моето тело е. Која е оваа 2D форма? Која е оваа 2D форма? Така е. Тоа е триаголник и имаме само еден триаголник. Моите нозе се. Ајде да ги видиме нозете сега од која форма се составени. Така е. Нозете се во форма на правоаголник и имаме вкупно 2 правоаголника. И на крај, моите стапала се, имаме овде еве ги стапалата, колку стапала, колку имаме триаголници? Така, 4. 4 триаголници на местото на стапалата. Доколку точно одговоривте и на оваа активност, вие пак заслужувате уште едно големо браво. И сега полека стигнавме кон крајот на овој час. Што ќе имате за домашна задача? Овде гледаме, така е, гледаме една табела со 4 дела во форма на правоаголници. Првиот дел пишува круг, во вториот правоаголник, во третиот триаголник, а во четвртиот дел пишува нацртај од сите 2D форми по една. Значи, треба да залепите сликички од некои списанија, росици, другарчиња, кои што повеќе не ви треба, да изрежите и да најдете. Значи, сликички со нешто што има кружна форма, триаголна или правоаголна форма, како еве во дадениот пример. Јас имам овде часовник, кружна форма, мобилен телефон во правоаголна форма и еден сообраќаен знак во триаголна форма. Значи, во овој дел ќе лепите кружна форма, овде во правоаголна, овде во триаголна форма. А во последниот во овој дел ќе нацртате од сите 2D форми по една. Исто така, пред да почнете, нели, вие можете да си ги изрежете сликичките, но предходно да си ги нацртате овие 4 дела. Можете да си ги обоите, исто како што не е нас обоено, тоа го оставаме на вас. Значи, се надевам дека разбравме кои 2D форми имаат прави линии, а која 2D форма нема прави линии и нема страни, така е, тоа е кругот. Научивме дека триаголникот има 3 страни и дека има прави линии, исто така е дека правоаголникот има 4 страни и дека има 2 по 2 страни кои што се еднакви. Јас и моите другарчиња, триаголникот триаголко, правоаголникот правоаголко и кругот тркалко, ви се заблагодаруваме и ви посакуваме успешна работа. До гледање.